Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме таѓатели со тартуф. Многу вкусно, многу почитувано, затоа што тартуфите се на пиедесталот во гастрономијата, и секако ќе направам 3 различни вида на хумус. Еден класичен хумус, еден рубин хумус со цвекло и еден златен хумус со морков и со куркума. Гледајте не. Наут, одлежан најмалце 16 часа во вода со малце сода бикарбона која помага при варењето да омекне. Откако ќе отстои, а може и 24 часа, треба да го ставиме во ладна вода и полека на среден оган, добро да го свариме. Што значи добро да го свариме? Кога ќе земеме едно зрно, многу е жешко, да се стопи комплетно. Основна намирница или основен продукт за хумусот е наутот. Меѓутоа, за хумусот да биде толку почитуван, толку вкусен, потребно ни е таан. Што значи таан? Сусамово масло или паста. Сусамот многу едноставно треба прво малку да се испече, а потоа добро да се изблендира и да добиеме таа паста. Пред 3000 години во Месопотамија го користеле овој крем од сусам, верувале дека ја дава најголемата енергија што му е потребна на човекот, затоа што е богат и со цинк, и со магнезиум, и со ред други компоненти кои навистина му се потребни на човекот. Велат и дека боговите пиеле вино од сусам, до толку бил почитуван. А денеска е навистина многу препознатлив за истокот, за многу разни народи и култури, како што маслиновото масло е познато во Медитеранот, така таанот или тахинито е познато на истокот, како земјите од Турција, арапскиот свет и ред други земји кои ги има во тој дел од светот. Едноставно нешто кое е навистина многу почитувано, а денеска се користи и во модерната гастрономија, а и насекаде во светот, затоа што од него се прават многу убави и вкусни сосеви, а се прави и хумусот, најпознатиот крем од наут. Денеска ќе направам прво еден класичен хумус, а потоа ќе направам уште 2 типа. Едниот ќе биде со цвекло или рубин хумус, а другиот ќе биде со морков и куркума или златен хумус. Многу едноставно ќе видите како. Вториот рецепт ќе направам нешто кое е навистина многу почитувано во светот, и овде не станува збор за обични тестенини, него станува збор за нешто кое е навистина многу моќно. Ќе додадам свежи тартуфи и ќе додадам масло од тартуфи. Тартуфот велат дека е дар од боговите. Велат дека е најголемиот афродизијак на светот, кој подеднакво исто делува и кај мажите и кај жените, а некои велат дека кај жените ја го зголемува либидото или желбата за 100 пати, а кај мажот ја дава потребната енергија. Казанова бил таков мангуп на жените што ги освојувал, им готвел храна со природни афродизијаци, а во дресингот или во сосот за тие јадења знаел да стави и до 30 грама бел тартуф. А ја денеска оваа паста ќе ја направам баш со бел тартуф. Кога ќе го пресечеме белиот тартуф, кога ќе видиме има структура како на мозок. Мириса многу чудно на плин. Меѓутоа, во гастрономијата е секогаш на пиедесталот, затоа што да се пронајде ваков тартуф е многу тешко. Некогаш го барале со свињи, а денеска го бараат со кучиња. Престанеле да го бараат со свињи, затоа што свињата рие со њушката и веројатноста тартуфот да не биде оштетен е многу мала. А кај кучињата е многу едноставно. Тоа се специјални кучиња, а има и специјални раси италијански како логото ромањело, кои во генот имаат нешто и бараат и наоѓаат вистински убави капиталци од тартуфи под земја 10-15 сантиметри. Таму кај што има даб, велат дека има и тартуф. А во Македонија
има навистина многу дап, а и ние сме земја богата со тартуф. Ајде сега да почнам да готвам. Наутот е веќе комплетно сварен. Прво ќе ја направиме основата. Ќе го ставам наутот во блендер и многу добро ќе го изблендирам да дојде убава елегантна смеса. А потоа ќе ви покажам што ќе правам со цвеклото и со морковот. Цвеклото ставете го во пергамент хартија, малце маслиново масло или обично масло, ставете алуминиумска врз пергамент хартијата и ставете го на тивко да се пече неколку часа едноставно и лесно. А морковот можете да го сварите, да го обарите, а потоа и малку да го ставите во редна да се потпече, да добие уште по-добар вкус, затоа што кога нештата ги печеме, или тие калираат и се собира вкусот. Еве го сега моментот да го додадам. Ете така. Ставете го полека добро да се изблендира. Одлично. Колку добро се изблендирало за мерак. Ајде сега ќе додадам малце сол. Ќе додадам неколку чешњи лук, ќе додадам сок од лимон. Малце масло и тахан. Ова е основата за хумусот. Едноставно, лесно, а превкусно. И сега многу важна работа, кога ќе го блендирате, не го правете многу густо, направете го малку потечно, затоа што како ќе лади тоа, така и ќе стега. Така да, внимавајте и секогаш со многу внимание. Сега ќе го пуштам да изврти уште еднаш и сето ова добро да се соедини. Елеганција, одлично. Уште и на вкус да е погодена. Ќе го ставиме од друг сат и прво ќе почнам со цвеклото. Цвеклото ќе го додадам, само ќе морам ова да го исечам пошто е големо парче. Ете така. Ќе додадам малце топла вода. Ќе го изблендирам и ќе го соединам убаво. Одлично. Како убаво замириса на цвекло. Сега во него ќе додадам малце од готовиот хумус. И повторно ќе изблендирам. Хумус и цвекло. Рубин хумус. Така го нарекуваат на истокот. Одлично. Сега, како да го измиеме блендерот најлесно и наједноставно. Грубо ќе ја чистиме структурата од него. Одлично. Ке додадеме малце вода. Капакот исто така грубо ќе ја отстраниме целата ова смеса од хумус. И многу едноставно. Ќе
пуштиме да врти и оној дел што е најпроблематичен доле кај ножевите идеално ќе се и чисти. Додека јас го правам и третиот златен хумус, во вода што врие ќе додадам сол да биде добро солена и ќе додадам таѓатели. Доста ми се. Еве го внатре, нема веќе ништо од цвеклото. Сега ќе ги додадеме морковите. И ќе додадам малце водичка и ќе пробам и нив добро да ги изблендирам. Ќе ми биде потребна уште мала количина на течност. Одлично. И ќе оставиме полека и ова да се изблендира. Одлично. Морковите, како што кажав, треба да бидат добро термички обработени. Сега ќе додадеме внатре куркума малку, ќе додадеме малце бибер, затоа што куркуминот од куркумата нема да се активира ако немаме бибер во него. Одлично. Сега ќе додадеме и малце сол. И ќе додадам дел од хумусот. Отлично. Тоа е тоа. Сега ќе ги оставиме на страна, а јас ќе направам пастата со тартуфи. Отлично. Сега имаме обичен хумус, рубин хумус и златен хумус. После ќе ги сервирам во една чинија. Сега малце да ја средам масата и веднаш почнувам да ја спремам пастата. Во тавче што е загреано, ќе додадеме путер, малце вода во која што се вареше пастата. Ќе додадеме малце сол и ќе оставиме путерот убаво да се растопи, а откако ќе се растопи путерот, ќе додадеме и пастата која е ал денте сварена. Уште на самиот почеток, во тавчето ќе додадам малце масло од тартуф, да го збогатам вкусот. Од тартуфот може да се прават и многу различни видови на пасти и се користат и разни типови на печурки, како што се шампиньоните или вргањот. Маслото од тартуф е навистина многу почитувано и е вистински додаток, кога сакаме да го почувствуваме тој убав мирис на тартуф кој навистина освојува. Кога тартуфот еднаш ќе ве освои, на 50 метра од вас да користи некој масло или тартуф, вистински ќе го почувствувате, затоа што е магичен. Ајде сега вака да пробам. Опа, ја некогаш не користам алатки што ми се навистина потребни. И може да се случи тоа што ми се случи мене да паднат на страна, ама добро е ги спасив. Вие ако немате дома алатки за се што ви е потребно, знаете каде да се обратите. 4сезони.mk е нашата веб продавница, а таму имате буквално се што ви е потребно за вокуина.
лесно и многу едноставно. Додека пастата таму се обработува, јас ќе исечам многу тенки парчиња од тартуфот. Има и посебни алатки за сечење тартуф, но јас ја заборавив дома да ја земам, затоа ќе се снајдам со ножот. Погледнете колку е убав тартуфот. Погледнете оваа структура. Ова е белиот тартуф, баш онаков каков што Казанова користел да ги освои неговите жени. Голем поздрав до мојата пријателка Валентина од Туф, која вистински ги познава тартуфите и долги години се занимаваат фамилиарно со овој бизнис и имаат многу интересни производи од тартуф. И многу драго што имам такви пријатели, имам повеќе тартуфари пријатели и навистина се луѓе кои ја сакаат природата, вистински уживаат во незе, а тартуфите се нешто по кое неколку пати во неделата одат во нашите шуми со своите кучиња и ги бараат. Значи, ем кардио, ем големо задоволство, а кога кучето ќе го почувствува тартуфот, прво се укочува, а потоа почнува да копа со таква енергија, тоа треба да се доживее да го видите. И навистина е многу тешко да се најдат и кучињата треба да се навистина добро истренирани, а најдобриот тренинг почнува кога кучето има 7 месеци возраст, тогаш го пуштаат со веќе искусни кучиња во шумата да види како се бара. Меѓутоа и претходно мора кучето да биде запознаено со вкусот на тартуфот за да може нели да го најде. Погледнете, а пастата идеално изгледа. Сега јас само ќе додадам уште малце масло. Шубаво. Ќе додадам дел од тартуфите. И сега тука завршуваме. Ако тартуфите ги изложиме на висока термичка температура, ништо нема да добиеме од нив. 60, 65, 70 максимум е температурата за да го задржат тој убав мирис на плен кој навистина плени. Леле, луѓе, ова колку е добро. Јас сега ќе оставам малце тука, за тоа време ќе сервирам од разните типови на хумус. Малце доста и да прими. Многу добро мириса. Ми се допаѓа овој мирис, го обожавам мирисот на тартуф. Ова е обичниот и класичен хумус. Ќе земам сега од златниот хумус. Така. И ќе земам и од хумусот, наречен да рубин ради бојата. Сега, сегде ќе додадам помалце зачин, кисел зачин. Додадам некој зрно од сварената левлевија. Малце семки од коноп. Све е ова здраво, све е ова многу здраво. И ако постите, ако се решите здраво да се храните, потребувајте ги сите овие состојки за тоа што навистина се идеални. Во пастата одгора ќе додадам и малце пармезан. Еве, густината што е потребна. Тоа е тоа што ми се допаѓа. Овде да додадам малце масло. Маслиново, ладно цедено, за сите ова да биде уште поздраво. И секако поздрав до нашите пријатели од Витаминка. Уште малце кисел зачин. И тоа е тоа, драги мои. Хумусот е готов. Сега и пастата
Каква убавина. Кујната на 4 сезони мириса перфектно. Велат дека 10 грама е дозволено за една порција, ама ја и да има повеќе нема да се бунам. Сега додаваме од маслото од тартуф дополнително. Многу малце пармезанче. И тоа е тоа. Ова е нешто кое е вистински почитувано. Тартуфот некојаш бил и многу скап. Денеска може да се најде и по добра цена, така да не плашете се. Едноставно, ако можете да го набавите и ако имате луѓе кои го бараат овде во Македонија, нека ви донесат и направете една обична паста за да го почувствувате тој вкус, таа енергија и таа моќ. Заедно со трите различни видови на хумус, денеска имаме идеални оброци кои се навистина и многу почитувани и многу здрави за нас луѓето. Кога ќе се спомне тартуфот, сите знаеме дека е нешто специјално. Денешните таѓатели со тартуф испаднаа многу вкусни, со врвен квалитет, затоа што нашиот македонски тартуф е и навистина со врвен квалитет. А трите типа на хумус, едноставно, лесно и вкусно. Видовте како ги направив, направете ги вие и бескрајно уживајте во нивниот вкус. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие се надевам дека бескрајно уживавте денеска. Посетете ја нашата веб продавница 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за да бидете вистински виртуоз во вашата кујна и поздрав до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, кои постојано се грижат за мене да бидам во одлична форма. Ви благодарам, имајте убава и пријатна вечер.